Моето пътешествие низ руралните региони, заборавените села, природните убавини, културно-историските знаменитости во Република Македонија, ете ме донесе во Долнешкиот регион, во неговиот северозападен дел. Овој пат решив повторно да го посетам селото Шарандиново, за да ги надополнам моите досегашни сознанија за ова населено место, за чие село устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старо македонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Каде и да појдете во атарот на ова населено место, ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секоја парче камен, секоја капка вода во себе содржи историја и само историја, а за тоа говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средновековните градби, како и остатоци од можне други стари градби од сите историски епохи на целата негова територија, заклучно со денешното наше современие. Почитувани мои, како по стар обичај кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, и овој пат во ова село дојдов рано, можне рано во утринските часови, на сам ден на православниот христијански празник Свети Ѓорѓија, чие име го носи црквата во изградба Свети Ѓорѓија во ова село, а воедно и селска слава и патрон заштитник на селото Сарандиново. Може би се прашувате зошто во ова село дојдов рано во зорите? Драги мои, имав две добри причини. Едната, мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања и различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви доловам дел од непорекливата драгоцена слика за селото Сарандиново, низ времето надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, со надеж дека меѓу помладите сарандинци, по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење, за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот, а другата е поканата на моите домајчини, мештаните од ова село, да присуствувам на прославата на нивниот патрон и заштитник на селото, чие име го носи селската црква во изградба Свети Ѓорѓија, кое празнување селото го слави како летна селска слава низ вековите, што одамна изминале, секое господово лето на 6 мај, кај народот попознат како Ѓурѓовден, како и овој денешниот Господен ден, Свети Ѓорѓија зимен, во 2022 Господово лето. Но пред да ја видите приказната за празнувањето на нивниот патрон и заштитник на селото, чие име го носи Македонското христијанско православно духовно светилиште, црквата Свети Ѓорѓија, која е во изградба, а чија незина градба е започната пред неколку години, ќе се обидам да ви пренесам дел од моите сознанија за ова населено место, кои се состојат од митови, легенди, устни преданија, материјални артефакти и пишени документи во продолжение на оваа репортажа. Денот по утрото се познава, вели народот. Небото беше кристално чисто, сонцето што току беше изгрејано над плодното Пилевско поле, каде што селото Сарандиново раскошно блескотеше под зраците на пелагониското сонце. Како што пред 20 на години, на сам ден на Стара Нова година, така и ово утро ме пречека сега веќе 90 годишниот Петре Ангелески.
Добар ден. Добар ден. Бог Здраво добрина, здраво и живо. Се сеќаваш на мене? Јас сум Зоран, што снимам на 20 години. 30 речи си има. 30 години. Умре на жената тогаш ми беше. Така. Кога снимаме, ти беше тука, зети Зоран, А, сестра ти, да и сестра ми беше. така. И детево што ни снима беше малечко овдека. Мало беше тогаш, да. Иначе, Арен добар, Хвала Богу, со здравјето добро. што години ги направи? Колку велиш ти? Па тука 90-тина, 91. машала, добро е. До сега со здравјето добро, вака гледам, слушам. Така е. Те ризат другарче Остапчево. И малку, Така е. од колената појќи имам мака. Така. Срч нема во колената. Ова се да те прашам. Можи. Кај- Седни метро. Ќе седиме полека малку А. сега. Да се видиме мајке да. Ако. Кај прошлите денеска, кај беше? Овде бев кај една братучеда на мајка ми беше. Како е името? Сине го вика, него мажот е домашот. Таа е Любка е вика. Така. И така, како своји нас не пак вчера гости овде она Света Катарина што е вика. Така. Ако овдека бев и на едно место како снабник тогаш, Така. а пак сега на гости му бев вчера. Што вика старите едно видување да век. Така. Ова се да те прашам. Можи. Кој ти се комши овдека сега заедно за лошото се вика? Комши имам, али останав не многу малку. Кој се тие? Овде на прво место татко му го вика Милан, моја есна беше. Така. Една година само помалку. Борка го вика, две ќерки имаш, едната Така. мажена, уште едното му учи. Тој, така овај сине. Према камерата малку. Да, то кажете вие само Така. како треба. Така. И така, кај него сна имам од овде, од село, Така. вчера и кај ним на гости така. И така, и тие се тројца тука останати. Само овие тројца се браќа, тие по две дечина имаат. Тие се 7-80 во куќата. Така. Другите се помалку. Челата твоја ка се наоѓа сега. Челата моја, две ќерки, два сина имам. Како се вика? А едниот е во Скопје, пензионери се и сната и сино, Пане се вика синот, Така. сната Тина. И другиот па ми е во Австралија и син и ќерка имам таму. Како се вика? А тој таму Бранко се вика. Така. А имаш еден од Рилево, Бранко го вика Ропан. Жив е уште. Лани праша имаше човекот, праша жив годинава, немаше и сега еве така дојде. Така. Па сестри ми вели ако ми се роди и мене синов Бранко, рече многу арен беше тој како Ерген Рилејецот, па на него Бранко го крстија. Така. Черките? Ќерките ова помалава сега што се наоѓа со мене овде. Така. Балерина е вика. Така. Зетот Зоран. Така. Внуци две имам, Мартин и Филип, Така. машки. Сега вака едно. Од овој синот што ти освали, колку внучина имаш? Две внучина, машки се обете, само ете имината не му памтам. Така. Кога последен пат има дојдено синче да свалие? Тој одамна не е дојден, за година ми обеќава дека ќе дојме, вели, ако сме здрожио. Така. Така. Иначе вака ти си овој години, што поработуваш вака да речеме? Весело работи на Сега има работа доста, ама не можам да работам. Така. Па имам и пензија, О, добро е. и нега имам. Да, добро И е. па добро е. Се сеќаваш овој костюм на 30 години? Абе како не знам. Зимно време беше. Зимно време, така кај водиците ми. Водиците. Така беше. Друго што ќе ми се пофалиш? Друго, ништо така се. Селово се намали многу. Народот не се раѓа како побргу. Тие што се не се да избегаа по странство. И само старци рече си остана. Еве, човек нема да видиш во селово. Ова те прашам. Кооперацијата ви работи? Не работи. Не работи, Ита лани е крена и сега сме во тешка состојба. Ами за солца, пиперче. За солца, пиперца си ода коли има во град. Така. Мене Зетов ми носи така и дете тука тутун имаше. Така. Садено и лани и годинава. Како е беличето ова година со тутунчево? Убо. Арно е убо. Она велам од годињето јако го работев, монопол не ти го прима да го носиш. Така е. Некако сега вели си прва и двојка. Така. Ше нешто има за носење. Ова те прашам. Вака се едно бреко. Ами, да речеме доропотоа човек со што оди? Допиле? Со доропото што да речи си коли има, тие што се сите има коли, не е беспола никој и така. Исто и од Прилеп,
поевтино таде. И овде кој беше продавницата, слабо имаше промет. Де Да. пазара за некој динар. Така, да. Човек се бори борба. Ебе, по 30 години дојдов повторно во Сенадиново по покана на церковниот одбор на млади тројца Так, убаво. мештани. Како се викаат децава што работат во церковниот одбор? Имината ги знаеш? Овде, па речи си ги знам. Од овај еден Игор што го вика две Мартин и Филип. Така, Од другиот што погина татко му и тие Мартин и Наум. така. Двата. Овај Николче. Николче. А друзи така. Значи, овие се главните што се... Овие се главни, да. сега, ова те прашам. Може ли да ми кажеш за црквата Свети Ѓорѓија, што еве сега се прави? Така. Каде порано одевте? Одека во село се правеа свадби, се правеа крштеки. Кај се венчава луѓето? Кај одевне и мали кој бевне на причесна, татко ми ќе спрегни колата во Лојте на Оселани, Белополе овие појќе. Так. И таму се крштајона. Ја Ропотен одевте? Ропото послабо. Послабо, Послабо. да. Ја 4 деца. Едното ми е Вранче крстено, едното Белополе, на Оселани, Долнен. И се радовали душата што после многу години, ете, овдека, покрај патот, магистралниот пат, Приле Македонски Брод, кој што поминува покрај Сарадиново, Так. и се направи црква посветена на Абе, Свети убо е, Ѓорѓија. тоа е убо. Му благодарам многу на децава тоа кој после ако го направи тоа. Тоа е нешто најубаво. Затоа што и санската слава на селото се Да, дојде овде. да, и да се знаеш што луѓе сме. Тоа е многу убаво за мене ја. Така. Било. Од ке ти беше потекло тебе иначе? Мене потеклото, речи се од ко знам ја и овде роден. Од овде биле старите уште, Така. од некош. Од Како кај ти? биле дојдени, како биле, не знам. Така. А на татко ми, дедо му на татко му, татко Ангеле го викале Така. него. А дедо ми мој на татко му Петре го викале. Па погинал само ја што сум се родил, тие тогаш Солун бил наш, таму Така. ратувале, таму ојле. Така. Гладоти вошки да простиш се и умрел, не се вратил отаде. Од кој галабија си овдека, така рече, како да се вика по прекар фамилијата? По прекар, а Младеновци. Младеновци. Е така. Колку браќа сестри сте вие? Ние браќа сме 6 живи, 2 умрени, 8. 8, да. 8 деца. Татко никој се викаш? Димко, Мајка ти? Звезда. Та од кај беше? Звезда и таа беше, тие дошле од Стредорек, овде дошле. Така. Па бегалка е зел татко ми. Така. Е сега ова да те прашам. Напомна дека тогаш кога снимавме, ти беше жива домаќиката. Таа Не беше жива. А, не беше жива, извинувам. Умрена беше. Од ке ти беше таа земена? Таа одовде од село ми беше, онде куќата позади дрвце Аха. одовде. Се сакавне од деца уште, од кога зазнавне љубов. И се зедовне со незе, кога се зедовне и кога разбра тие ми дојдо дома Аха. со стапој, таа да ме преграби мене и ја Аха. борба водам со дедото така. И не сарнисува, ама има овај станицава тогаш беше крената, беше однесена Дебреште. Така. Тамо. Па имаше еден што се пензионира тука. Па кумо одовде беше од фамилијава наша, сега во Битола и тој почина. Па тој отиде, дојде тој, абе немојте луѓе рече, срамота, ја водам борба со дедото, та мене ме преграби вака. Бегалка? Бегалка, да, бегалка. Колку време ти се лутеше дедо ти? После не се лутеше, после одма се смири, ама Да. тогаш направија многу бела направија. Јас едно вака би рекол, гордоста во селото, да му ја земиш бегалка черката, беше малце навреда во времето. И да, така, неќа. Така, Неќа, ели, а па не било така, било некој ќе велеле тогаш, немој, не оди кај тие луѓе, не може да достанеш да не биш, или не жене да биш од тие луѓе, ама не било така. Ја што имав жена, ќе дојужи како валба, ама нема таква на земја. Немаше што не знај таа. така. Па за сукано кора да ти направиш нешто синки факултет завршено. И што имам уште алиште, те и 2 костумчина уште и чувам. Што имаше они за покривачи едни еден бој личина се вика со кратки реси. А ви керчи што ова е на машина направено нешто, не е нараче. Толку арда. Многу пати велат старите дека главата на фамилијата е мажот. Ама ја би рекол дека главата на фамилијата е домаќинката. Да. Затоа што така. како што квачката ги собира пилците,
пилињата, Така. така мајката ги воспитува Така. дечината. Аха. Ова се те прашам. Кој живот имаш 91 година? Кој живот беше порен? Живота кога беше на мои години или денешниот за постарите? На моите години, ја отко соженив и деца отко ми нараста. Тито дури беше жив, Тито велам мир од коските да му тече. Која ја постигнав тогаш. На 22 години си дојдов, одма ја зедов женава и куќава ја купив, ова беше од прилеп, од нашата фамилија во бившо си уште прилеп, така беше оставена. И ова ја купив ја тогаш за 1000-арка. Ми рекоа контролите дадоа 1000-арка, ако го насадиш 100.000 корењи, уште 1000-арка ќе дадат. Па цело лето садевне сонес тогаш рачно и вода и се. Ја купив куќава. Ми израстоа децата 4. На по 2 години така раѓани беа. 3 одма Скопје и пратив. Зедовне со баџунок му од Дебрешти, голо местенце едно, направивме по една соба. Така. Тука и сместив и одовди кредитирав со јадење, со пијање, се децава. Ова се те прашам. Ти си имал дедо и баба, и дедо по сопругата, и баба по сопругата. Да. Кога имаше повеќе намус, почитување кон старите, во твоето време или денеска? Тогаш не денеска ич не постои пошто. Ама вака едно брекол, вика старите, времето слама продава, времето слама купува. Така е. Младите не се криви, така е. Да, не се криви, само времето така дотера сега. Ова да те прашам, како беше овдека во селово, на сред село, за Ѓурѓоен, за Великден, за Спасоен, за Божик? Многу убаво беше, ако мало село, овде Ѓурѓе ние слава. Овде одавде порта имаше татко ми овамето, негова беше сето. И па тука имаше собор, стрецело народ. По 30 души сум имал за Ѓурѓенја. Така. И излагав накрај, една година па беше внуче од сестра ми. Море, шо рече ова, кај вујка рече синки, продавница рече синки грана, луѓе многу. Вика старите, бевја дедо 92 години живееше, твоја возраст беше. И велеше вака едно, внучко, да се радуваш на полна куќа. Ама внучко рече, да му помуниш и кај онега што ојчо има помалку од и вика старите, веко нешто на исто место, така е? Така е. Туку вака едно брекол. Утре ќе бидиме кај црквата. Да. Ете овдека пред од 2015 година почнува да се гради нов храм, посветен на Свети Ѓорѓе. Да, ние тие децава му благодарам, ако успеат за тоа, му благодарам многу. Сега вака една, ова да те прашам. Ајде еден голем поздрав да пратиш до твоето семејство, до твојот син Бранко во Австралија. До година ќе дојди, така ми обеќа, а па ќе речам, сестриве мои веле, а ќе го крстиме Бранко, има еден Ерген, убав бил симпатичен, Така. па на него го крстија. Туку, ова беше мислата, еден абер да пратиш, дали е убаво сите наши македонци, по потекло од село од градовите, без разлика дали да се во Македонија, во Америка, Австралија, Канада, дали е убаво барем еднаш или два пати во годината да си дојдат во селото родно, да ги отворат оние зареđени катанци, затоа што Тоа е убаво, ама некој има не. Така е. Тука имаме лоша навика. Ама пајно би рекол, по моје мислење, и ти можеше како млад да замениш во градот, ама од родното место нема никаде побава. Така, што ми правиш и домаќинката, ама ја не море, велев, немам некоја школо завршено. И ја и таму, ако видам мала плата ќе земам. Така е. Ами овде така завртив тогаш 100 глави овци, со они ми изучив децата, и јагнина, пак по малиот брат, големо школо завршив во Алкалоид, Скопје работеше како шеф, како директор там беше. И па тој дедо имаше на стоката купувач. Па 3 години тој овде. Инако ако овде ми купува нашиве луѓе, ќе ми зеја многу кина на ваги на се. Дури едно би рекол, како Господ ќе кажи, така. На бобето му нема крај. Утре се гледаме во црква. Може ли слаб сум со нозеве така, за да стом не можам многу. Ајде вака ќе направиме. Здраве Господ. Утре. Да. Кроцум, со мене заедно,
заедно со Николче, А на заедно Сокола да појме. на Сокола ќе А, бъде. е, така. Договорено? Договорено. Да се ми добро. здрави жив. Така, Се така. најубаво. Колку ми се радува душова, после 30 години да Е, влезам во город, Да, така. кај што бев тука, кај што си направиле многу Знам, убав момент. сестра ми беше Така, тука. така. Не се напиме по една ракија. Зоране, да те прашам нешто. Дали ја чуваш снимката што ја правеме пред 20 и некусур години, да ја пуштиш уште еднаш, знаеш, јас ете ја раситнав стотката, па да се видам уште еднаш, да го видам тоа слико, знаеш, годините си врват, ми рече. Ја чувам, како не ја чувам, ќе ја пуштам, секако дека ќе ја пуштам да ја видиш, му реков. Ако тоа добро го направиш, ќе те благословувам, саде Господ здравие да ти даде беричет се додека сум на веков, ми рече. Почитувани мои, пред да продолжи да ми ги раскажува недораскажаните приказни за неговото родно село, селото Сарандиново, Петре Ѓелевски, предлагам да го проследите документарниот запис за селото Сарандиново, што го направив пред 20 и кусур години, кога како млад новинар тогаш во тоа време работев во тогашната радиотелевизија Скопје, денешната македонска радиотелевизија, во продолжение на оваа репортажа. Добар ден, домаќине. Добар ден. Како си ми? Фала Богу. Здраво живо. Парно. Благодарам да Господа, ајде нека дело за многу години. За многу години нека ние и Зубава заедно. вечно нека остани. Чујте Господ, еве сними од телевизија, ледовме да осликаме селцево малце. Што има вако, ново во село овака? Сликајте го. Абе шо има ново? Сето старо ко што беше и порано. Никој не ношол ни да не види. Джаде во водата ни се затна, го крена асфалтот кој го крена и затна и пропустите и страдаме многу од вода. Страхуваме. Колку луѓе станате во село? Колку луѓе? 20 куќи имат негде, а? Толку. И кои се вака да ми кажеш? Па да ти е постари, да речи, кои се? Фамилии? А. Абе, еве, овде на прво место јас. Од која си ти Мајка ми од стара фамилија, од Младеновци. Така, И Прилеп имаме доста таму фамилии. Диме, доктор, оној што е така. операторот, тој побрго Слободан што умре од оваа куќа овде биле. А другите кои се? Па другите одаде го земеш овај Борка и тој од наша фамилија. Отаде Видан, Симе, Гоце, Љубе, Зоран син негов Делен, Слободан, Миле, Крсте, Славе, понатаму, Иле, Чирко, Атанаско, Николе, понатаму Гоце, Милосов, Живко и овај Симе и Веле и Мито. Тие се, а? Тие се сите.
Що поработувате? Що раѓа земја? Еве овде ка се гледаме се то кал, да ти кажам. Абе право овде вака. ка претежно stočarstvo, tutun i nešto žitarica, od tije tri Така. sorti. Drugo ne go bidu така, odbav, čaluci, nešto, nego bidu, koliko za jadenje nešto, a da misliš da proizvodiš i da prodaš, nego bidu. Кои се комши вака? Со селава комши. Ovde su selo, mislim, odavde je Belopolje, Ropotovo, Peštaljevo, muslimansko selo i Sorisjani mešano, Така. Dolneni, podaleku tamo preko linija Brailovo, Slepče, Sekirci, s onim sne. Така. Колку се далеко од Прилеп? Od Priljevsne do ovde nije 17 km, 17. točno. Што идете до таму и назад? Do tamo od ime prevozno so kombina ovako, ovije Debreško, Tursko selo, i Lažani, Bosanci ima, Bošnjaci, s onim se prevozuje. Кога станува збор за телефонот, во селово телефон, вода има, нема. Voda ima. Studenčica pominuo, eve, odmah preko džade to tade. Ами за амбуланта, за не дај Боже, човек да се разболи? Zato odime do Ropotovo, ako nema vozila, Priljep. Мора да те прашам, попот иди, не иди? Poput idi. И зашто иди појче? Idi vaka za umrenje, za krštevka nešto, tak. Имам бајчки и млади нежените во село. Ima, Ima, dosta, a? ima i ostana. Аха. И колку мина се вака овај ќе нежене? Има около 15 души неженети. Ти да не си еден од нив? Па сумам, јас се уште сум млад. А, значи, да, так. To je 23-4 godine. Да, се уште сум. Што велиш вака, што е причина што не се женат? Нема чупина или како? Абе, тоа има чупина само. Одминале генерациите. Аха, Многу Si onda so да. generaciji si bara. Генерација со генерација се бара. така. Друго вака што ќе ми кажете, вака, што е вака убав во село? Па, тоа е друго, Слава, да. ова му е на село. Летна слава. Slava, А. letna nije nas Đurđovjen so Đurđovden. Đurđite sneha zajedno. од- Tije Slava, tvoj će Слушај, Đurđa. имате ли вака да ве прашам нешто кога станува збор за свадбиве, давање, земање, со Белополе, да ме со Рилево, со Пешталево? Imame kako ne, samo ne ostana devojčiната, što se pomali, ko što ti reče detevo, generaciji si bara. Зелена невеста од Долни. Од Долнин, ја? А. Како ја прелага да дојде од село в село? Оти вика, Ali redek slučaj. аха, оти Поред. знаеш што, вика чупината не бе в село, не идам, ти кажам, браво. Pretežno da. Голема улога игра и тоа. Овие браќава женеди се тој Владо што беше свирачот. Владо е Тој е женет, женет. син, тој му е, има поголем син, а Брат има тој не женет. Тони, Да. Тони не е женет, ште? Тони не е Ај, женет. ден од нему е дојден, вика старите. Абе сега вистина, ама годините се си Кој чекал, врат. па може и че да чека. Так. Ова да те прашам, кој живот беше порен, не гледам та колата дрвена таму, кога оравне со коњите, со волоите, со бионите или сега со тракторот. Абе сега е порно. Сега е порно. Побрзо, поуслужливо, се како ти кажам, по-добро земјата се изработува. А има ли вака во селово сами луѓе што се сами? Веќе направил години, бабичката отишла. Има. И што пред тој човек вака? Има. Si sedi potro penzije, ve lijep nosat ovde, ka? Aha. I tak. И така. Домаќин, еве си направив еден лав мобе што се вика надвор, кога се запознавме. Da.
Кој ти се гости ока да ни кажеш овдека сега? Денеска. Во моментов ова ми е сестра од Скопје, мајка имам жива уште негде 90 години е. И иди често пати ми помагат за мајка ми. Ова па ми е ќерка, за милиционер е мажена од родом е од Црнилишта, Од која фамилија отаде? од Размовци. Од Размовци, а? Да не овај Зоран, цаќано Зоран, да, е тој. Пред колку време си дојден овде на гости? Вчера дојдов. Вчера. Што те влече вака да дојдиш во село? Па ме влече тука сум родена. И школу заврши Прилеп. Во Прилеп хемис, средно хемиско. 65-та година отидов во Скопје. Момчето кај ти е? Момчето ми беше од македонски брод од Пореч, Од Пореч, од кое село? од Раме. Од Рам. Вака се да направиш една споредба на животот овде во Селендиново пред 20 на години и во Рамне таму. И се крвати, и се коти. Јас таму не сум живеела во Скопје, јас сама одев ми почесто пати и таму, ама тежок живот. Тежок живот таму. Кое село побаво е за тебе, Селендиново или Рамне? Срандино. Селендиново. Може да направиш една споредба како го остави село во Селендиново пред 30 години како девојка кога беше, како го најде сега. Како го остави, полошо го најдов. Мислам, не. Народот си отиде си, отидоа. Кој во Скопје, кој во Прилеп, Кој во странство? кој во странство и нема луѓе. Нема луѓе. Еве што се вика, Тоа е. надвор е ладно, зимата ни е на половина што се вели. Тука е негде. Ова село е пољанско село, ни ритче има, ни шума има. Ништо нема. Од кај се снабдувате со дрва? А бре, со дрва се снабдуваме вака, ни носат од Црнилишта, отаде. Така се снабдуваме. Побрго од македонски брод уплатувавме. Ви стасуваат вака или зависно од А бе, година? зависи од горењето, како ќе гориш, така ќе ти стаса. Ако штедиш малку само по потреба, и со 3 кубици ќе помиш, со 3 метра. Ако не со 10. Ако не и 10 малку. Селово има црква? Немаме, само трем имаме така за собиралиште вака, за подсуво. А црква немаме. Ами, кај одевте порано и сега младиве, кај ода на Венчавка? На Венчавка, кај ќе има поп, кај ќе се закажи Ропотово, Долнени, Наоселани, Белополе. Дали може вака да ни кажеш зошто овој никош не сте имали црква? Кој била причина? Причината за тоа што мало село, требало пара поќе за да се направи тоа нешто, да се подигни. Пара се немало и за тоа. Кој ден си? 8. А ти? Не учам. Не учиш ли колку години имаш? 6. Кај учиш? Во работа. Работова? А овде ти има училишно работи? Работи. Колку деца има? 3. 3 се. Кои си тие? Одека Ивана. Стефанија и Јане. Ти колку петки имаш? 2. А имаш слаби? Не. Не, а? Нема. Кој ти е класен? Соња. Соња ти е класна. Како се викаш? Виктор. Виктор. А ти? Никола. Никола. Так. Колку деца има? Колку си играте вака? Беше на Коледа, бе? Бешме. И како пеевте за Коледа? Не пеем. Не пеев? Викавте, а? Добар ден! Правите бе, арми добри! Здраво ме надове! Добре ме најдо! Како е работава? Ќе бива? Зато фрли нема ни, а? Здраво дете! Овде нема. Так. Нема, нема? Уварина, уварина. Што се овој че го нуди ова продавница овдека? Бакалницата по наши кажа. Ова продавница од, мислам, потребите за ова село што не би оделе в град или во друго соседно село, ги има сите. Артикли, прехранбени, суво меснато, од
прашок, од леп исто носиме од градот. Мислам за се. Основните потреби што ги има тука се. Викаат старите, вересијата Господ ја оставил за навек. Да. Како е кај тебе овде пишува, чест секому вересија, пак секому. Или никому. Тоа е како и обично, кај сите такви плакати овде, али добро е. Добро, исто даваме на вересија, задоволен сум, ја плаќаат на време, кој на пензија, кој социјално времето, така си го донесе своето, по социјално. Еве другачината музика. Имаме, да, ова ете таа музика Ова е што за е тука. божичните празници. Тоа баш така да ве прашам, како ги пречекавте божичните празници? Пред се, од нашето село, мислам, на православниот народ да му го честитаме новогодишните божичните празници. Добро си поминавме, мал период беме тука во продавницата, после дома во своите домови, младите со друштво и така. Запалите ли оган, одевте ли ове на Коледе? Але тоа си се направи на Коледе, си бевме и таму, печено, там што треба риби, оган, друштво, другата ден поракија. Така. Општо како што се адетите од постарите, така мори и млади да ги задржува. Ајде да ги викнеме овие што Да ги музиканти. викнеме, да ги викнеме. Ајде те Ајде, викни. Виктор. Нашето селце мало сијали. Ете, влегува овие млади деца од селово од овде, од Серандиново. Ве расположили за празников? За празникот добри се, тој е млад кадар, почетник, свиреч, сака на хармоника, од татково наследство, исто и татко му свиреч, па сега тој на одредени места вака, ако треба нешто, ќе дојде, забава малце, доваре, се може. Што Со дует во татко му си вежба заедно и така, детенцето добро. овдека во село ми рекоа дека неговиот татко Владо на времето без него банкет не започнувал, војник не се испраќал, вериба не се правела пабелки, синот негов ќе проложит, нови негови другари на времето кои ќе ги испраќа за војска која ќе прават веридби, ќе свири и тоа и за пари и без пари. Тоа е точно така. Како ти е името? Данијел. Даниел, ќе ни отсвириш нешто? Ајде да видиме. Ајде, мајсторе. Браво, ајде се ми. Ајде ли се приближиш како се музикава, ќе може? Владо, еве овдека сме во Сарандиново. Ете слушнавме како си свирите и за убаво да биде. Ние сме генерација со тебе, не си ништо така постарена година. Ајде се сетиш вака пред едно 15 години како беше животот со хармоникава? Многу убаво. Кај ја научи занајатов? Од кого почна вака да учиш? Занајето ја го научив самоук и после заедно свирене со Мендо Дрилево на школа Така. и од тога продолжив јас после и по свадби за да одам и по банкети, по крштевки. Може да се сетиш на колку години ти ја купија хармоникава? Па, колку години? Имаше 6-7 така? Не, повеќе од 20 години има. Која зере? Да. Така. Ке ни отсвириш нешто?
На вечер вака кој ќе се стемни, што поработуваш вака? Јас 2 крави чувам и соним сум. Домаќинката ми умре на 10 години. Децата ти се тука? Децата, еден син имам во Австралија, другиот во Скопје, машинобравар во Житолукс. Со овој стрелјалницо се слушаш? Се слушам, ми се јави некој. Што вели Арене, добар е? Абе, добар е. Велиарно до некаде, само и таму како што беше, вели не е. Ово да те прашам, некојаш вака не велиш, дај бе да заминем ја до Австралија, ова да го стам оде како што е ваква, не бива што не бива, вика старите. Абе, тој, јас еднаш бев таму, Аха. кога му се роди првото дете, машко, 2 машки има. Бев тогаш, до душа и ме вика човеко. Ама за стари луѓе не е, претежно таму затворен, таму нема како овде комшилук, да појдам до тебе, до мене, никога сакам. Таму ќе си закажа тие телефоно, сакам да дојдам. Ако сака да му појдиш, ќе речи тука сум. Ако не сака да му појдиш, ќе речи ти имам закажано некаде. Кај ти беше бабичката земена? Од овде, од село ми беше. Намерак бегал кај зеде? Намерак се зеде овде. А, така. Кој внучер ти се помили, ти што ти се во Австралија или овие овде? Абе, види, кој прст ќе ми го пресечеш ме болит. Така. Внучина, како е од едниот син, така и од другиот. Домаќине, Се не убаво, фала, ви благодарам. да те оставам со здравје. Фала, здравје да имате и вие. Пајте здравје Господо година, да видиш живот Фала, убав. фала. Ајде се најубаво. Исто пријатно, многу фала што ме посетивте во село. Да, Поздравете ги синот за благодарам. внимаво. Фала, здравје да имате. Ајде се најубаво. Почитувани мои, многу те приказни што ми ги раскажа 90 годишниот Петре Ангелевски за неговото родно село Сарандиново и како мештаните од ова село го празнуваа нивниот патрон и заштитник на селото, чие име го носи селската црква во изграда Свети Ѓорѓија, ќе ви пренесам во наредната репортажа.